Добро утро и од мене, сум Кристина Атовска, еве Чомовски со вистинската фраза го заврши неговиот разговор, психолошки шок. Токму психологијата е тема на која што ќе разговараме по економијата на колегата Чомовски. Со мене во студиото е Јасмина Дечков, училишен психолог. Добро утро, добре дојдовте во студиото на Утрински брифинг. Добро утро. Ви благодарам на поканата. Значи, јас сум училишен психолог во основното училиште Партенија Зографски во општината Кисела Вода во Скопје. Го повикавме да поразговараме за психолошките последици од настани немили, како оној што се случи сега последно во Бутел, кога сите видовме на видео објавено на социјални мрежи како наставник тепа ученик. Ајде прво да поразговараме за тоа какви психолошки последици ќе остане тоа врз тепаното дете. Така, за жал, почна да се појавуваат такви сценариите по социјалните мрежи. Многу ми е жал што тоа се случува на таков начин. Освен психолошките последици кои што ќе ги има ситуацијата која што се случила со наставникот, самото објавување на таа ситуација на социјалните мрежи каде што може да ја видат сите, исто така ќе има последици по детето кој што се нашло во таа ситуација. Насилството воопшто не треба да биде присутно никаде, најмалку во училиштето и најмалку од наставник. Наставникот, неговата улога е да ги воспитува и да ги образува децата. Самиот процес се нарекува воспитно-образовен процес и не залудно е во целата фраза прво воспитно, така. Значи, наставникот е тој кој што е пример како треба еден ученик и понатаму да се однесува. Тој е оној кој што треба да покаже пример за долично однесување и потоа понатаму нели да се насочи кон образованието на ученикот. Насилството воопшто не треба да биде присутно во училиштето. Има многу начини на кои што може да се решат работите и може да се апелира доколку се појави недолично однесување и кај ученик. Секако ова однесување на наставник, конкретно не за овој туку општо, ќе има психолошки последици по детето во смисла емоционални, значи детето сигурно нема да се чувствува добро. При тоа видео и таа слика ја виде целото училиште, не само неговиот клас. Така, значи дополнително целата ситуација со проширувањето по социјалните мрежи е дополнително оптоварување и за ученикот и за наставникот. Секако треба да се обрне внимание малку повеќе и на тоа како се шират тие информации, зошто тој што го проширил. Значи тука има една поголема слика за тоа. За булинг? Може да станува. Или врсничко малтретирање како што. Затоа велам, не знаеме која била поентата и зошто тоа видео е објавено токму на социјалните мрежи. Булингот, да, сайбербулингот предвидува нели малтретирање на некој начин преку користење на социјалните мрежи. И затоа велам, ако тоа му била намерата на оној кој што ја проширил снимката, да, во моментот тоа е сайбербулинг од страна на ученик кон ученик. Доколку била намерата нели да се прикаже ситуацијата, сепак тоа социјалните мрежи не се мегдан каде што треба да се разрешуваат тие ситуации. Самото училиште има служба, има директор каде што може да се нели посочи ситуацијата таква каква што е и потоа да се преземат одредени мерки и санкции кон оној кој што го врши насилството. Социјалните мрежи, повторно ќе кажам, не се мегдан каде што треба да се промовира на некој начин тоа насилство и да се ставаат луѓето кои што се во таа ситуација, без разлика дали се возрастни или деца, во една дополнителна тензија или, да речам, во една непријатна ситуација. Морам да ве прашам од праксата, што вели праксата за вакви случаи? Како треба да се постапи во еден ваков случај кога имаме насилство од страна на наставник кон ученик, при тоа тој наставник е многу долги години во истото училиште до сега, барем и во јавност не сме виделе ништо слично од него, не знаеме дали му е прв пат или ова се случувало во континуитет. Каква е праксата што треба училиштето да преземе и училишните служби внатре? Директор, психолог, педагог. Така да, значи секако директорот има ингеренции да поведе постапка против наставникот доколку нели се востанови дека има насилство врз извршено насилство врз ученик. Тоа сепак е на одговорност на директорот заедно со стручните
социјалните служби проценка да се направи нели која е ситуацијата, зошто се случило, дали е прв пат, дали се случува веќе постојано и секако може да следи опомена или пак нормално и да следи отказ на наставникот кој што извршил насилство. Сепак тоа зависи од реалната ситуација, за тоа како се случило, зошто и дали тоа е континуирано или се случува прв пат. За подсетување на јавноста, директорката свика некаква стручна комисија составена од професори, родители и се уште не презема ништо против професорот. Така, значи секое насилство... Дури ниту дисциплинска постапка. Така, тоа пак ќе кажам е на ингеренција на директорот, секако кон оној кој што го извршил насилството повторно, дали е возрастен, дали е дете, секако треба да постојат санкции. За учениците, нели си постои советување на учениците, постои советување на родителите за учениците кои што покажуваат недолично однесување и педагошки мерки кои што се ги изрекува оделенскиот раководител или наставничкиот совет. Така што како што постојат санкции за децата, треба да постојат санкции и за возрастните, односно за наставниците, без разлика, може не е наставник, без разлика кој е од колективот, значи како учесник во целиот воспитно-образовен процес, може да се кон него може да се изречат санкции. Преминаме подоцна на однесувањето на децата, но уште едно прашање поврзано со бидејќи насилството е навистина неоправдано. Што правиме каква е праксата кога некое дете ќе погреши, нешто недолично се однесува, го пореметува часот? Во наше време, кога јас бев основно, се сеќавам дека не праќаа кај педагог и психолог. Така, да. Зошто не е сега пристапено кон таа мерка? Каква е праксата денеска? Дали повторно се праќаат децата кои покажуваат недолично однесување кај педагог, психолог, или некако е променета праксата па останато на тоа наставникот сам да се соочува? Така, значи прво одговорноста оставена на наставникот или оделенскиот раководител, меѓутоа кога оделенскиот раководител гледа дека има некои проблеми, треба веќе да се оди на следно ниво, тогаш се консултира стручната служба, значи психолог или педагог. Според законот ние сме обврзани да одржуваме советувања со родителите и со учениците учениците кои што покажале недолично однесување, со тоа што доколку нели однесувањето е екстремно недолично, тогаш се консултира и педагошката служба во Министерството за образование и наука. Со тоа што нели по советувањето се изрекуваат и педагошки мерки на предлог на оделенскиот раководител и континуирано се работи на подобрување на ситуацијата. Јас секогаш велам дека има зошто некој дете се однесува на одреден начин и секогаш треба да имаме добар пристап за да можеме да откриеме каде е проблемот и што го предизвикало недоличното однесување. Така што еве особено и во нашето училиште се обрнува внимание на насилството во училиштето. Минатата година имавме за денот на граѓанско образование, организиравме конкретно темата беше сайбербулинг. Низ ред на работилници работевме со учениците, вклучен беше и Црвениот крст со своји предавања и работилници и на крајот имавме и гостин повикано од Дирекцијата за заштита на лични податоци, која што убаво им објасни на децата што значи сайбербулингот, која е границата кога децата веќе ја преминуваат и нивните пораки, смешки кои што за нив се нели несериозни, некого можат да повредат, а во исто време дека им објасни дека може да подлежат и под одредени мерки. Значи секој кој што доживеал сайбербулинг има право тоа да го пријави и оној кој што го извршил да одговара. Не е тоа така едноставно нели да помине. Значи веќе законски си е одредено. Сега сайбербулингот е практично нова форма на булинг, тоа е некакво надополнување со оглед на новото време на класичниот физички булинг. Сега во овој случај практично ги имаме и двете. И тоа едното од страна на наставник, едното од страна на ученици ги правили ова професорот и остатокот од класот со учесници во булингот? Секако, во секој случај. Дури да бил снимен наставникот, повторно ќе кажам, таа снимка можела да биде доставена до директорот на училиштето и потоа да се преземат или до МВР.
најпрво се доставува до директорот, па директорот потоа повикува служби кои што се соодветни за да започнат со разрешување на ситуацијата. Неретко се случувало да речеме да имаме проблем со некој ученик во кој што директорот прво е известен за проблемот, а потоа се консултира и МВР. Секогаш директорот е оној кој што треба прв да биде известен доколку некаква ситуација се случува во училиштето. Како ќе влијае овој настан врз сите останати во класот, врз оние кои беа само неми наблюдувачи? Бидејќи не е многу пријатна слика да одите во училиште и да гледате како наставник го тепа вашиот соученик, добро и друг наставник го снима, тоа воопшто веќе не е здрава средина. Така, значи не знаеме сега дали и претходно тоа го се случувало и дали го доживувале или се случило прв пат. Секако не е пријатно чувството да дојдете во училиште и да не знаете дали денеска ќе бидете истепани или ќе си поминете убаво. Значи сето тоа ќе предизвика може да предизвика револт кај учениците, да не се појавуваат во училиште, може да предизвика други психолошки состојби. Најчесто стравот од некоја таква слична ситуација, па децата одбиваат да одат во училиште, имаат наутро нагони за повраќање, самиот страв го предизвикува тоа. Значи навистина многу треба да се размислува околу тоа колку сме добри, односно колку сме за во образование. Јас тоа многу често го кажувам. Секој наставник треба да размисли дали во оваа ситуација со учениците какви што ги имаме во моментот и нивниот начин на функционирање е за во образование, е за во училница. Многу е различно тоа кога ние растевме, овие генерации се сосема поинакви и ние сосема поинаку треба да се однесуваме и да се адаптираме за да можеме да функционираме во училница. Многу често и наставниците се среќаваат со булинг од страна на учениците кон нив. Така што пак ќе кажам, не знаеме што се случувало пред снимката направена. Јас секогаш велам дека приказните секогаш имаат две страни, меѓутоа насилството во секој случај не е оправдано. Треба ли сега да се поработи со тој клас, со останатите деца, исто така кои го гледаат тоа, не само тепаното дете? Секако, не само детето кое што беше вклучено директно во ситуацијата, секако и целата паралелка да се увидат кои се причините, што се случувало, значи да се дојде до една генерална вистина и понатаму да се работи доколку кај некои дечиња се увиди дека има некаква појава на страв, можеби анксиозност, дали тие се навикнати, често се случувало и се навикнати на таа ситуација или пак е нешто ново, па тоа предизвикува кај нив одреден страв или некоја друга состојба. Што вели вашето искуство, дали вие некогаш сте се соочиле со сличен ваков случај? Да, се има случајно, значи јас бар познавам наставници, да речам наставник кој што имаше некоја ваква слична ситуација и за кој што за истото доби и опомена. Понатаму јас си заминав од таму и понатаму не знам што се случи, мислам дека таа ситуација е решена. Првото решение не е отказ. Па не, мислам дека ниту искуството не вели така. Најпрво да, секогаш е опомена затоа што пак ќе кажам, не знаеме што и како се случува, треба целата ситуација да се разработи за да можеме понатаму да решиме што би се случувало. Господја Дечков, вие начнавте темата, па затоа и мора да прашам. Спомнавте адаптирање на наставничкиот кадар, поинакво однесување на сегашните деца од она наше време. Предпоставувам, најмногу мислевте на недостатокот на почит кон наставниот кадар. Ние постојано како систем сме подложни на промени во образованието, најразлични реформи во континуитет. Можам да кажам дека е збунувачко и за нас што следиме, а камоли за децата во целиот овој систем. Ако сите фактори ги земеме во предвид, а тоа е развојот на технологиите, модерното време, па и сите овие реформи во образованието и константни промени кои ги споменав, кој е најмногу виновен во овој систем за актуелната состојба? Системот, родителите, наставниот кадар,
Каде е најголемиот јазол зошто децата покажуваат вакво поведение на едно генерално ниво? Па тоа е една сложувалка во која што сите треба да влеземе и сите заедно да поработиме за да можеме да извадиме нели добри генерации. Јас велам стално триаголникот родител, ученик и училиште треба да биде јак триаголник. Се случува да родителите го чувствуваат го училиштето како соперник со кој што треба да се борат. Не, ние сме сојузници. Училиштето со родителите треба да биде сојузник за да можеме да направиме еден добар воспитно-образовен процес во училиштето и општо во образованието. Кој е виновен? Веројатно целата ситуација која што ни се случува, велите ностоп сме во некоја транзиција, во некои промени, може би дел од незадоволството на наставниот кадар, во тоа како нели течат образовните промени. Родителите исто така треба малку да поработат со учениците. Знаеме во наше време колку беше почитува наставникот. Сега некако се менуваат работите со тоа што наставникот е тој кој што е искаран од страна на родителот затоа што се однесувал вака или онака. Значи, има ли наставникот каде да се пожали во таков случај? Па најчесто се голем дел од наставниот кадар сега токму и за тоа се жали. Најчесто се службите и директорот, нели? И се обидуваме на заеднички начин да ги решиме работите со тоа што нели да се смират страстите, да најдеме заедничко решение за проблемот кој што можеби се појави. Го спомнав модерното време и брзиот напредок во општеството, нормално е да новите деца да имаат тоа се во тек со времето. Што е со стариот наставен кадар? Може ли успешно да се адаптира на новите вредности или новите личности кои веќе стигнуваат кај нив? Се трудат, колку што можат, нели се трудат, сепак се растени во сосема поинакво време од, да речам, помладите наставници. Многу работи во секојдневна комуникација им се многу далечни, не можат да го разберат начинот на кој што сега се функционира децата со родителите и така натаму. Меѓутоа, неминовно е да мораат да се адаптираат на ситуацијата и бараме сите заеднички решенија како на крајот нели да излезат едни здрави генерации кои што понатаму ќе бидат иднината на ово општество. Господја Јасмина Дечков, ви благодарам многу за овој утрински разговор. Благодарам и на вас.